Може? Океј, супер. Ја преведов со GPT на српски, хрватски. Па еде ја ќе се потрудим. Елена каже да причам добро српски, така да супер, ќе причам. Хочу данас да причам за 3 ствари кои могу да ти помогну у твојом христијанском животу. Значи, прва ствар, што е многу битна, да знамо кој смо ми. Затоа што често пати кажеме да не живееме по религија или легализму, него по идентитету. Така е битно да знамо да ми припадамо Богу. И тоа да не е само као нека реченица или као мисла, туку да е тоа истина. Значи, тоа е многу битно да знамо, затоа што кад се пробудимо ујутро, би треба да знамо да сме веќе Божи деца, а не дали ќе да заслужиме, како се вика, заслужимо? Не да заслужимо, него да сме автоматски негова деца. Ако мислимо да ми треба да заслужимо да будеме негови деца, да будеме добри или не знам што да радиме, често пати то кажеме да е тоа нека религија. Не би рекол да е тоа религија, него тоа е легализам. Да будеме мало исправни како се каже тоа, прецизни. Често пати наши црква кажеме да ми нисмо религиозни. Ја мислим да боле да кажеме да ми нисмо легалисти, затоа што религија е добра ствар според Библија, затоа што каже права религија е да се бринеш о удовицама и сирочите, така се каже. Така да религија е добра ствар, не е лоша, али легализам е лош, али ми некако те ствари смо споили у едно, али правилно е да кажеме нисмо легалисти. Значи легализам е да ти твоим делима или твоим заслугама хочеш да постаеш Божјо дете. А вера е уствари да ти да знаеш да си веќе Божјо дете. Значи тоа е огромна разлика. Така да тоа е прва ствар, да живиш како Божјо дете и да знаеш да е Божјо царство и Бог веќе у тебе унутро. Што е многу битно, затоа што некад луѓе каже Бог са тобом, па где е био до сада? Знаеш, тоа е онај легализам. Али мало е тоа смешно, затоа што ми сме тоа усвоили, затоа што некој нам тоа реко пре. Али треба да знамо да е веќе Бог у нама, Бог са нама, да е цело време око нама, Свети Дух живи у нама, така да Бог веќе не испуњава нас. Не треба да тражимо Боже доđi данас или молим те доđi. И тие ствари, ако ми тако размишљаме, онда живееме живот кој ние усили. Али ако хочеме да живееме христијански живот у сили, у моќ, треба знамо да е Бог веќе у нама. Значи тоа е основа христијанство, би рекол. Основа. Без тоа е легализам, се остава. Така да живееме како Божи дете. И многу е битно да сваки дан броиш твое победе или твое успехи, не твое порази, затоа што легализам сваки дан ќе ти каже види, не валјаш ту, треба да живиш од тога, више од тоа, али тоа е легализам и легализам увек хоче да нас постои да Бог буде дали од нас. Али истина да он не е дали од нас, туку е у нама цело време. Така да тоа е многу битно да знаеме да е Божјо царство у нас и да не гледаме на наше грешке, туку да мислиме да е Исус воскрсал од мртвих. И тоа е нешто што се веќе десило. Зашто тоа е битно? Можда е добро некој да прочита у Библија Римјани 4:25. Ова е Зоран Јовиќич рекој, тоа запамтио. И многу мочно. Ако хоче некој може да прочита на глас, Римјани 4:25. Римјани 4,
koji bi predan zbog naših grijeha i koji uskrsnu radi našeg opravdanja. Da. I neko kaže, da li smo mi pravedni danas? Ako je Isus već vaskrsao, onda si ti pravedan. Zato što kaže da je Isus vaskrsao zbog našeg opravdanja. Tako da istorija ne može da se promeni. To je već minato svršeno vreme. Ako je Isus vaskrsao, ti si u stvari pravedan u njegovih očima. I sada neko će da kaže, pa ja nisam toliko dobar, kako ja to da budem pravedan. Zato što Bog te je postavio da imaš ispravan odnos sa Bogom. To znači da si opravdan. To ne zavisi koliko si ti dobar, to znači da sada ti imaš ispravan odnos kon Bogom. I zato Sveti Duh živi u tebe, da ti kaže to je istina za tebe. I to je ono što nas ne ohrabruje da budemo bliski sa Bogom, ne da mi se dobližavamo Bogom, tako da smo svesni da je Bog već u nama. Ja verujem da je to neki temelj, osnova hrišćanskog življenja. Bez tog sve će da bude toplo ladno svaki dan. Velika konfuzija. Nekad misliš da je Bog ok sa tobom, sljedeći dan može da ti je ljut, pa onda pak je dobar zato što ti si bio dobar, pa onda može nisi bio baš raspoložen, pa onda će da bude... Tako jedan propovednik je rekao, ako tako razmišljaš, to je kao welcome to the world of schizophrenia. A Bog nije takav, Bog je stabilan, što da mi rekao. Tako da bitno je da znamo da je Bog stabilan Bog, a mi smo postavljeni na karpu koji Isus, koji je stabilan. Znači on ne se menja zbog ono kako mi radimo neke stvari ili kako on se osjeća, dok Bog je uvijek stabilan i uvijek ljubav kod nas. To je vrlo bitno. Tako da to ne može se promeniti. Pavle na jednom mjestu kaže da je važno da mi zaboravljamo ono što je iza nas i gledamo napred. Tako da pamti one pobjede koje ti je Bog dao i on će ti pomoći da imaš veru za sve ostalo. Interesantno je ako studiraš koje je psihologiju imao David kad se borio sa Golijatom. Kad je video Golijata, što je rekao? Rekao je, lav i meč koji sam ubio, ubit ću i tebe. Što to znači u prevodu? To znači da do sada Bog se brineo za mene, za moj život. Možda ova stvar ne izgleda tako pozitivno, ne znamo kako će to da bude u naš život, ali onda se setiš što je Bog uradio za tebe do sada. I kako što Bog ti je dao pobedu za druge stvari u životu, onda će ti dati za taj predizvik. Tako? To je mnogo bitno. Jednom sam propovedao, mislim da je bio u Holandiji, u jednoj crkvi i rekao sam, Isus tebe ne voli. To nije istina kad kažemo Isus tebe voli, to nije istina. I onda ta žena, mislim je bio neka pastorka, trebala da prevodi. I ona nije znala šta da kaže. Kako to Aleksandar kaže, Isus tebe ne voli. Ja kažem, zato što mi malo smo namalili to. Nigde ne kaže da tebe, odnosno Bog tebe voli samo. To kaže da te Isus i Bog voli toliko mnogo koliko voli Isusa. I to je drugo nivo na ljubav. I ja verujem da mi tako treba da razvijemo ta veru, da nas Bog voli isto kao što voli svog sina. I treba da imamo što piše u Jovan 17:23, to je vrlo, vrlo bitno. Kao što je bitno Jovan 3:16, isto je bitno Jovan 17:23. Tako da to da zapamtim. Ja bih rekao da je to neka osnova naša vera hrišćanstva. Kao što je bitan Jovan 3:16, isto je bitan Jovan 17:23. Možeš, da me ti hoćeš da čitaš. Da postanu potpuno jedno, da svijetu pozna da si me ti poslao i da si njih ljubio kao što si mene ljubio. Viš što kaže još na kraju to? Da si
njih ljubio kao što si mene ljubio. Вау. И сам можеш да замислиш колико многу Бог Отац воли Исуса. Значи, колико ти да замислиш, то е сигурно дупло више од тога. Ако замислиш дупло више од тога, па више од тоа. Ми не можеме тоа да разумемо, колика е таа љубов. И тук каже да е као што Бог воли Исуса, толико нас воли. Така да ние истина да те Бог само воли, туку права истина те Бог воли колико што воли Исуса. Значи, тоа е ултиматна вистина. И затоа ти можеш сада да волиш други луѓе, jer си прихвачен од Бога со таква љубов. Моје охрабрење до тебе е да сваки дан молиш една молитва. Можда или да запишеш тоа, ако хочеш, или да слушаш видео, како и да. Али можеш овако да молиш сваки дан. Хвала ти, Оче, што сам сада твое дете и што ме волиш баш сада. Значи, хвала ти, Оче, што сам ја сада твое дете и да ме волиш баш сада. Не сутра, не у неко идно време, туку баш сада. И саки пат кога се осеќаш узнемирен или забринут, уплашен, шта и да е, само тоа кажи. Хвала ти, Боже, што сам ја твое дете и што ме волиш баш сада. И волиш ме кој што волиш Исус. И тоа те оснажи, тоа ти да веру. Зашто? Зашто пише у Галатите 5 глава 6 стих, каже да вера действуе преко љубови. Така каже. Така да, што значи да вера действуе преко љубови? Кад знаеш колико Бог тебе воли, имаш веру за таа ствар, да ќе Бог да се побрини. Тоа значи. Ако ти не веруеш да те Бог воли, да немаш вера за велики ствари у твојом животу. Значи, тоа е споено. Тоа е еднакво на веру. Оно што е исто битно, друга ствар, рекол сам 3 ствари што су битни, кој нека темел, е да не заборавиш пророчанство и обеќања кои ти е Бог дал. Значи, ако Бог ти е нешто рекол, тоа треба да запишеш. Не хочу да споминјам за кој сам причал и sa некому у цркви у Скопје сам причал и каже, ма јас сам добио пророштво. Ја кажам, како е пророштво? Па да ќе бити ово и ово. Ја кажам, ма где су ти тоа пророштво? Да си ти не да записо. Ја каже, па нисам. Ја каже, па не могу да разумем тоа. Ја каже, šta не можеш да разумем? Па како е могуче да ти веруеш да онај Бог што е створио цел универзум ти даje неки збор, а ти да тоа не запишеш нигде. Значи, колико ти устари веруеш у тоа? Нели? Така да ја би рекол, ако стварно ми веруеме оно што нам Бог рекол, ми треба да запишеме тоа. Јас знам да сам сако пророштво што сам имал, писал на папир, мобилни, на USB и на имейл, да се не изгуби некако. Па да, помораш тоа. И знам у Капо-4 кад сам живеел у Скопје, си има сето пророчанства и прва ствар, кад отворим очи, ујутро су ми били вако пред мене. Прва ствар, пред да спавам, су били пред мене. Зашто сам рекол да оној што створио универзиум има нешто посебно за мене. И тоа е истина. Ја хочу да знам. И тоа мора да биде sastavni deo од тебе. И кад ти Бог каже, Бог ќе те благослови, каже, супер, и онда други дан, лепо сам се сетио цркви, некој нешто рекол, а шта, дали си ти за... Па не, тоа не е било, шта знам и да ќе да биде. Тоа е проблем. Тоа е проблем. Затоа што непријател хоче да ти узме тоа семе. Али ако ти будеш фокусиран сваки дан, не сваки други, сваки дан, ако треба 2 пута, 3 пута на ден, и да размислиш што ти Бог рекол, тоа ќе да роди плод. Значи, тоа е врло битно. Врло битно. И Прва Тимоте 1:18-19, ако може некој да прочита, да су пророштва наше духовно оружје, така се каже оружје. Да. Може да некој да прочита. Прва Тимоте 1:18-19. Ovu ti zapovjed stavljam
na srce, sine Timoteju, suglasno prijašnjim proročanstvima koja se odnose na te. Bi ojačan njima, plemenit boj, čuvaj vjeru i dobru savjest. Ovu su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere. Tako da, ako ja parafraziram malo, kaže, ako ti zaboraviš one proročanstva što Bog ima lično za tebe, ti nećeš da imaš dobra savjest. Prvo to. Zašto? Zato što ti ćeš da se boriš sa svojom snagom u životu da uspeš. Ili prvo ćeš da nađeš neke načine kako da živiš tvoj život. Ali kad bi znao šta Bog ima, ono što je stvorio ceo univerzum, ima nešto posebno za tebe, onda ti ćeš da imaš dobra savjest. I ta proroštva će da bude oružje za tebe da možeš da pobediš. I to mu je Pavle rekao na Timoti. Interesno ako čitamo Jovan 21. glava 18-19, za apostol Petar nešto mnogo interesantno, ne znam da li ste to primetili, ali Jovan 21. glava 18-19. Zaista kažem ti, kad si bio mlađi, opasivao si se sam i hodio kud si htio, ali kad ostariš, raširit ćeš ruke svoje i drugi će te opasivati i voditi kamo ti ne bi htio. Sada ne idemo u drugi stih, ali interesantno je, Isus je rekao Petru, ti ćeš da umreš kad budeš stariji, je tako? Kad je onaj imperator stavio Petar u zatvor, on je želio da ga ubije. Petar je imao 34 godine tada. Šta to znači? On znao da će da izlazi. Neće da bude ono što... Zašto? Zato što je uzeo to proročanstvo od Isusa i znao sve će da bude u redu. I šta se desilo, možda vidimo, ali možda čitate ako u dela 12, od 4 od 10. Interesno, može se pročitati to da... Znači, Isus mu je rekao, Petru, kad budeš stariji, onda ćeš da me proslaviš mene sa smrću. A Petar je bio 34 godine kad je bio u zatvoru. Znači, bio mlađi. Možda čitamo to. Znači, od dela 12 od 4 od 10. Bilo je to upravo u vrijeme beskvasnih kruhova. Njega, pošto su ga uhvati, baci u tamnicu, predajući ga 4 stražarima, svaka od 4 vojnika, da ga čuvaju. I bijaše naumio da ga poslije paše izvede pred narod. Tako dok su Petra čuvali u tamnici, crkva je neprestano molila Boga za njega. One noći prije nego ga je Herod kanio izvesti, Petar spavaše okovan u 2 verige među 2 vojnika, a stražari pred vratima čuvahu tamnicu. Najedanput se pojavi anđeo Gospodnji i svjetlo obasja čeliju. Anđeo kucnu Petra u rebra i probudi ga. Ustani, brzo, reče mu, i verige mu već spadoše sa ruku. Tada mu anđeo reče, opaši se i obuj sandale svoje. Petar učini tako i anđeo mu reče dalje, obuci ogrtač svoj i hajde za mnom. Petar izađe i pođe za njim. Nije znao da je taj doživljaj s anđelom stvarnost, mislio je da vidi utvar. I kada prođoše prvu i drugu stražu, dođoše k željeznim vratima koja vode u grad. Ona im se sama otvoriše, iziđoše i tek što pređoše jednu ulicu, anđel se odmah udalji od njega. Znači, interesno. Petar je imao proročanstvo od Isusa, da on kad bude stariji, on će da ga proslavi na taj način i bio je martir, kako se kaže na srpski, mučenik, da. Ali na 34 godine je bio još mlad, tako da znaju sve će da bude u redu. I neki hrišćani ovako razmišljaju, otkud znam ja da li ću da budem zdrav, da li ću da budem živ, pa da se nešto razbolim, pa da ne idem putu, pa da mi se desi nešto. Ja kažem, imaš ti proroštvo za tvoj život? Imam.
Jesu li su ostvarili? Nisu onda. Sve će da bude u redu. Bog će te čuva, to je to. Znači ti moraš da uzmeš to oružje, proročanstvo da te štiti u tom životu i da se boriš u životu. Sve će da bude u redu. I to je to. Tako da oni su zamislili jedno za pet da će da ga ubiju, da bude osuđen tamo, ali Bog ima drugi plan. I to je to. Razumete? Ali ono što je bitno, to ne dolazi samo automatski. Znači, Pavle kaže Timoti, ti treba da se boriš sa onim proročanstvom što ti je dano. Tako da mi svaki dan treba se borimo sa to proročanstvo. Da je Bog sa nama, sve će da bude u redu, Božji plan će se ispuniti u našem životu i mi smo smireni, to je to. I tako mora da živimo naš hrišćanski život. Ali mi ljudi brzo zaboravimo šta nas Bog kaže. Nekad, nažalost. Interesno je, ako imamo vremena, možemo da vidimo i druge stihove. Primjer Marko, kako su brzo i apostoli zaboravljali stvari što im Isus rekao. Marko 4:35 do 40. Pazite, onda će vas pitam nešto, slušajte ovo, ove stihove. Marko 4:35 do 40. Uvečer istog dana reče im, prijeđimo na drugu obalu. Oni otpustiše narod i povezoše Isusa onako kako tu bijaše u lađici. Pratile su ga i druge lađice. U to nastade silna oluja, a valovi su tako navalili na lađicu da su je već napunjali. On bijaše na krmi i spavaše na jastuku. Tada ga probude i reknu mu, učitelju, tebe se ništa ne tiče što mi ginemo. A on se tada probudi, zaprijeti vjetru i reče moru, utišaj se, umukni. Vjetar prestade i nastade velika tišina, a njima reče, zašto se toliko strašite? Kako nemate vjere? Njih spopade velik strah, te su jedan drugome govorili, tko je dakle ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju? Da. Ono što je interesno za mene, što Isus spavao na pernica, kaže, tako jasno što tako piše tamo. Zašto na pernica da spava? Tako da nekad kad mi mislimo da ima probleme, šta će da bude, on spava na pernici. Znači ne na bilo što, na pernici. Udobno. Znači on se ne zamara. Ali ima jedna tuka ključna stvar što su učenici zaboravili. Šta su oni zaboravili? Šta mislite? Koji stih? Što su oni zaboravili? Šta je Isus rekao da su oni zaboravili, pa zato su izgubili veru? Trebamo doći na drugu obalu. On je već rekao, idemo na drugu stranu. Dakle, nema veze da li će da bude ovako, ali to će da bude. I zato im rekao, nemate veru. Zato što mi kažemo, pa za šta, Gospode, šta da radim, šta su ove okolnosti oko meni, zašto ovo ne funkcioniše, zašto još nemam ovo, zašto još nemam to. A Bog ti je obećao proročanstvo. I onda ti kaže, pa ti nemaš, kako Bože nemam veru? Pa zato što sam ti rekao da ću da dam ovo. Razumete? Tako mi moramo da razmišljamo kao što Bog razmišlja. Zato i ti pamtiš šta je Bog rekao u tvom životu, o tvom životu. Razmišljaj o Božjim obećanjima svaki dan. Stavi ih u svoje srce i svoj um. Ja ću da pročitam Psalm 104:34, kaže neka moje misli budu ugodne Bogu. I ono što je treti stup, što hoću da pričam, je da znamo u kom zavetu mi živimo. Znači ovo je velika tema, ali ono što je bitno da znamo da
Исус нам ја дава нас нови закон. Ми нисмо без закон. Некој ќе каже, ви не веруете у закон. Ми веруеме у Божи закон. Исус каже, нова заповед ви дам, а тоа е да се љубите еден за другом. Така да интересно е што ми христијани сме позвани да живиме у закон љубави. И тоа е врхунски закон. И погледаме овие два стиха, еден е Јован 13:34, други у 1 Коринтијани 13:4 и при крају смо. Јован 13:34, šta kaže? Така да кад некој вас пита, зар ви не веруете у Божи закон? Да, веруеме, али у оно што Исус рекол ко заповед. И он каже šta е то? Јован 13:34. Каже овако. Нову вам заповед даjem, ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Ljubite i vi jedan drugog. Значи, као што Исус љубио нас, ми треба да љубиме еден друг. А како Исус љубио нас? Да е, Исус умро за нас. Така да тоа е врхунец, тоа не може ни закон, ни што знам ја, да буде веќе од оно што Исус урадио. Така да кад некој каже, ви тоа у благодат веруете, тоа е лака ствар. Ја би рекол да е најодговорнија. Лака е затоа што Бог е у нама. Ми треба ништо да радиме. Али е лако, али е најодговорнije. А тоа е да љубиме кој што Исус нас љубио. Така е, тоа е врхунац љубови. И некој каже, каква е љубов? Од каде, где да почнемо? Интересантно е што љубов е многу едноставнија него што ми мислиме. И често пати кажувам, чите 1 Коринтијани 13 глава и таму описува што е љубов. А ако видите што тачно каже што е љубов, љубов се само две ствари. Само две. Нема више, две ствари. И некој каже, не, Александар, тоа пише више у 1 Коринтијани 13 глава. Описuje што е љубов. Или што ми не треба, што треба. Али кад пише што е љубов, се само две ствари. И тоа пише у 1 Коринтијани 13:4. Може да видимо. Значи, едина заповед да се љубимо, а љубов е само две ствари. Виж кој е едноставно. Ljubav je strpljiva i ljubav je dobrostiva. Две ствари. И онда пише карактеристики љубови. Da. Али само две ствари пише. Значи, што каже стрплива I dobrostiva. како тоа на македонски? Добро. Ljubazno. А љубезно. Значи, стрплива и љубезно. Че нема филозофија. Така да, тоа е веома едноставно, али често забораваме колико е живот со Богом заправо едноставно. Само две ствари. А ми комплицуваме. Хочемо да буде да се молимо, да постимо, да проповедамо, да кажеме, да свиримо, а онда забораваме од наједноставнија ствари. Само две ствари. А еше едно, како се каже? Кои сте две Ljubav je ствари? strpljiva. Ljubav je strpljiva i ljubav je dobrostiva. Е, тако треба живееме. Буди стрплив едно со другом. Биди љубезен. И тоа е Божи закон. А остало ќе да следи. Али ако тоа немамо, а све друго имамо, тоа е фалсификат. Нема веќе тоа е како пластика ништо. Така да врло ствари, така да тоа се три ствари што сам желео данас да ве подсетим. Значи, прва ствар да живите као Божјо дете, да знаете да е Бог у вама, стално со вама, да сте оправдани због Исуса и тоа не може да се промени. Да те Бог воли исто кој што воли Исуса, исто, значи на исто ниво.
и да се храниш со тој љубов, да не забориш пророчанство и обеќања што ти е Бог рекол у твојом животу, ако треба записи негде, ако треба стави у телефон скриншот, не знам што, али уради да биде тоа дел од тебе. Кога некој што е кажал, када семе доđe на право почва да роди плод, нели? Али наше срце е та почва. Семе е Божи збор и он треба доđe у нас да роди плод. Така да срце е тоа што памти оно што ти е Бог рекол. Така да твоја одговорност е да знаеш што ти е Бог рекол и да медитираш сваки ден. И трето, да знаеш у кој завет живиш у завет љубови. Така да живи според 1 Коринтијани 13:4 и да живичаш бум од другите сфери живот. Затоа што ако живиш у љубови, значи да живиш у вери. И онда обеќање многу лакше ќе да буди манифестовано у тој живот. Амин. Така да, тоа е тоа. Amen. Амин.